Зошто постојат толку многу христијански толкувања, па дури и цркви? Мислам дека ова прашање ќе ги даде вистинските причини. Библијата или Светото писмо зборува дека има еден Господ, една вера и едно крштавање. Тоа е запишено во Ефесјаните 4 глава 5 стих. Таму самиот текст нагласува дека треба да има единство во Христовото тело, бидејќи во него пребива или живее еден дух, тоа е Светиот Дух. Во истата глава од Ефесјаните, апостол Павле ги повикува верните да бидат понизни, кротки, стрпливи и да ја негуваат љубовта. Пред се љубовта. Тоа е потребно, за да се покаже единството во Христовото тело. Светиот Дух го создава вистинското единство и го просветлува умот на секој верник. Ако светот би бил совршен, тогаш секој верник би го проучувал писмото, би се молел и би зависел од просветлувањето на Светиот Дух. Но, како што знаеме и гледаме, живееме во несовршен свет. И затоа сите не го слушаат Светиот Дух. Некои христијани дури го жалостат. Една од причините зошто некои луѓе имаат различни толкувања на Библијата е тоа што не го слушаат учителот, Светиот Дух. Ќе дадам неколку примери зошто постојат разни толкувања кои од тоа произлегуваат и различни цркви. Како прво, неверие. Факт е дека мнозина кои тврдат дека се христијани, во суштина никогаш не биле и не се наново родени од Светиот Дух. Тие се нарекуваат христијани, но никогаш не ја доживееле вистинската промена која ја предизвикува Светиот Дух. Таквите луѓе не ја читаат Библијата, дури и не веруваат во нејзиниот авторитет, а сепак си земаат за право да поучуваат, за да ги оправдат нивните ставови кога им треба нешто. Тврдат дека зборуваат во името на Бог, а живеат атеистички, без вера во Него. Голем број на погрешни толкувања произлегуваат токму од таквите извори. Невозможно е неверникот да го толкува писмото или Библијата на правилен начин. Апостол Павле вели, душевниот човек не го прима она што е од Божиот Дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Тоа е запишено во 1 Коринтјаните 2 глава 14 стих. Неспасената личност не може да ја разбере вистинската содржина на Библијата без разлика на неговите интелектуални способности. Тоа е така, бидејќи нема просветлување од Светиот Дух. Дури има и проповедници, бискупи и учители кои не се на патот на вистината и го немаат спасението. Не знам дали ова може да послужи како добар пример кога Исус се молеше на таткото со зборовите: "Татко, прослави го своето име." Таткото му одговори со глас од небото, а тие што беа во близина имаа можност да го слушнат гласот, но забележете сега. Едните зборуваа дека загрмело, а другите дека ангел проговорил. Сите слушнаа исто, но сите слушаа тоа што сакаа да слушнат. Второ, недостаток на образование. Апостол Петар ги предупредува верниците од погрешно толкување на писмото. Тој погрешните толкувања ги припишува на оние што се неуки и неупатени во самото писмо. Павле му рече на Тимотеј да биде вистински Божји работник, велејќи: "Труди се грижливо, за да се покаже себе си достоен пред Бог како работник, кој не треба да се срами, кој правилно го проповеда зборот на вистината." Не постои пречка во проучувањето, освен ако човек од неукост погрешно толкува.
Трето, лоша херменаутика. Многу потешкотии настануваат од неуспехот да се примени правилна примена на добра херменаутика. Тоа е правилен редослед на толкување со знаење. Ако се земе некој стих надвор од неговиот контекст, може да нанесе огромна штета. Ако се игнорира целиот текст и се земе само еден стих, тогаш сигурно ќе дојде до судир со одредени библиски стихови. Или ако не се земе предвид историскиот културолошки контекст на текстот, исто така ќе произведе проблеми во толкувањето. Четврто, непознавање на севкупниот Божи збор. Аполос беше силен, красноречив, проповедник и мисионер, но не беше целосно запознаен со вистината, туку само му беше познато Јовановото крштавање. Не знаеше за Исус на кој начин го приготви спасението, така што неговата порака не беше целосна, туку делумна. Аквила и Присквила го повикаа и точно го поучија во согласност со Божите зборови. Откако го советуваа, тој правилно го проповедаше Исус Христос. Со тоа сакам да кажам дека некои групи и поединци и во денешно време се со истиот проблем. Имаат непотполна порака затоа што се сконцентрирани само на некои делови од Библијата, а ги исклучуваат другите, бидејќи не се доволно подучени. Немаат јасна представа како да ги усугласуваат текстовите. Пето, себичност и гордост. За жал и тоа го има. Мнозина, нивното толкување на Библијата се сведува на лични побуди, со посакувани доктрини на поединци. На некои луѓе им се допаѓа нешто што е сосема ново и што не е поврзано со историјата на црквата, или се сведува на некои од историјата и само тој се зема за авторитет, па се зацепуваат во нови откровенија и во нив бараат нова перспектива. Библијата им представува можност или шанса за лична промоција, како што тоа е јасно представено во посланието од Јуда. Шесто, незрелост. Кога христијаните не созреваат како што треба, тоа влијае на нивното управување со Божиот збор. Павле на незрелата црква во Коринт им пишува следново: со млеко ве напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате, а ни сега не можете, зашто сте уште телесни. Нели сте телесни и не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Незрелиот христијанин не е спремен да се храни со месо и тврда храна. Тој е на млеко, а од него не може да се очекува зрели одлуки и исправни толкувања. Самиот начин на незрело однесување кон Библијата допринесува да се делат едни против други. Седмо, неправилен нагласок на традицијата. Некои цркви тврдат дека веруваат во Библијата, но нивните толкувања се филтрираат преку воспоставената традиција на нивната црква. Таму каде што самата традиција се спротивставува на Библијата, луѓето даваат предност на самата традиција и со тоа го одрекуваат авторитетот на Божиот збор. Сето тоа произведува да се дава водство на луѓе кои немаат Божи авторитет преку напишаниот збор. Библијата е јасна по сите можни важни прашања. Нема нешто нејасно во неа во врска со Христовото божество, рајот, пеколот, спасението по милост и вера. Меѓутоа, има и некои други нејасни теми кои не се поврзани со самото спасение што водат кон разни толкувања. Например, немаме јасна представа колку пати треба да се земе Господова вечера во годината или каков стил на музика да слушаме. Искрените, честните христијани имаат различни ставови по овие прашања. И значи ли тоа дека некој
што не се согласуваат по овие прашања да бидат непријатели или да не се дружат како христијани. Секако не. Тоа што е важно е да бидеме догматични таму каде што е писмото догматично, а да избегнуваме догматичност таму каде што писмото не покажува догматичност. Црквата треба да настојува да го следи моделот на првата црква во Ерусалим. И беа, вели, постојани во апостолското учење, во заедништвото, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Во првата црква постоеше единство затоа што сите беа втемелени на апостолското учење, кое им беше дадено директно од учителот. Во црквата би имало единство ако секој се врати кон апостолското учење и ги отфрли или отфрлиме некои погрешни доктрини, забави кои се вовлечени во денешните цркви. Бог нека е на помош. Амин.